Почитувани гледачи, добра вечер. Добро дојдовте во анализата на 24 вести. Нашата вечерашна емисија е посветена на актуелната политичка криза во Република Македонија, на протестите и на се она што се случува во последниот период. Во овие денови кризата добива на интензитет. Денеска се јавуваат информации за нови наводни вооружени униформирани групи во Република Македонија. Се најавуваат и контрапротести на протестите кои се одржуваат, така да известно е дека во наредните денови ќе бидеме сведоци на нови подраматични и можеби и понаселни вести. За ова вечерва ќе зборуваме во студиото со господата Сулеман Рушити, поранешен министер во владата на Никола Груевски, но од друга политичка партија, со Иван Величковски од Либералната партија и со председателката на Демократската унија за обнова Лилјана Поповска, која се уште чекаме да пристигне во студиото. Се надевам дека ќе биде скоро и ќе ни се придружи во дебатата. Почнуваме, господине Рушити, како ви изгледа се ова што се случува, како што кажав во најавата? Протести, контрапротести се најавуваат. Денеска повторни информации дека во Тетовско и во Кумановско и во Кичевско има појава на униформирани и вооружени групи. Ова доаѓа по она што се случуваше во караулата Гошинци. Како сега вас ви личат сите овие ситуации? Мене ова се ми личи на забрзан филм од тоа што се случуваше овие 5, 6 до 7 години. Значи, или последните години. Се нешто, сите работи што се случуваат, сега се случуваат почесто, односно во поголем интензитет. Немам јас информации за, да речеме, униформирани групи. Нема доволно информации и од страна на институциите, дали стварно постои, дали се таквите вести, значи само со цел да ја дефокусираат јавноста од реалните проблеми што ги имаме во моментов. Значи, не ние ги имаме, значи со реалните проблеми што се соочуваат владата на Република Македонија, тоа е така наречените бомби кои ги објавува господинот Заев, во кои да не ги повторуваме што се имаме наслушано. Значи, мислам дека сите овие вести кои досега барем никој од никоја страна, па и од владата, конкретно не ги потврди за постоење на такви групи. Мислењето на поголемиот број на аналитичари, зборувам и за албанците, сметат дека тоа се искреирани состави од страна на премиерот со цел за дефокусирање на јавноста. Господин Величковски, и ова што го каза господин Рушити е еден од аспектите на анализите кои се прават во однос да одиме од најновото, од тие повторно појава на вооружени, на групи униформирани. Вие мислите ли дека постои една таква реално сценарио дека тие доаѓаат ради исполнување на некаква своја агенда, како таа што беше пренесена од Гошинци, дека тие сакаат своја држава, дека не се задоволни со правата на албанците во Македонија, или се работи за друго сценарио? Разбирам прашањето и да го поделам одговорот на два дела. Прво, после она што го слушнавме за случајот во Гошинце, во караулата во Гошинце, значи стана смешно јасно, едно објаснување, еден логички конфликт на податоци. Ако 40 луѓе дошле со 2 возила, значи јасно е дека тука имаме сериозен проблем на тој што ја смислувал целата работа. Но да не се лажеме. Тоа не значи дека некој не сака да искреира состојба во меѓуетничките односи. Токму од причина што, и тука мислам пред се ги адресирам одговорноста на власта, од причина што во даденава ситуација сите обиди за пренесување на тензиите од политички во меѓуетнички план за ВМРО-ДПМН не се успешни. Истовремено се го следам внимателно и однесувањето на ДУИ, изјавите кои доаѓаат од таму, и морам да признам дека за мене тие можеби не се неочекувани, баш напротив.
Сметам дека на сите ни е јасно дека оваа состојба со која што денеска се соочуваме во политичката криза, која што се развива и то со огромна динамика, особено во последните 10 дена, дека во таквата ситуација ќе биде неопходно превенирање на прелевањето на политичката во меѓуетничка криза, која може да му одговара само на еден, на тој што е предизвикал политичката криза, а политичката криза е предизвикана од власта. Вториот дел е на односот во тоа дали ние имаме всушност форма на паралелни институции внатре во институциите, кои што се политички, партиски окупирани. Ова го поставам од следната како прашање, како дилема, односно јасна дилема на која што јасен е одговорот, од причина што ние денеска практично имаме состојба во која, како и делот на протести, контрапротести и така натаму и слично, во која паралелни структури практично под партиска контрола. Очигледно дека целокупниот систем на постапки, процедури го имат извитоперено и не го почитуваат. Што значи дека во рамките на таква една внатре партиска воспоставена хиерархија внатре во институциите, вие денеска немате владење на правото, немате функционалност на институциите и во исто време да се вратам конкретно на одговорот. Зошто ние застануваме тука само на опсегот на таквите информации, да речеме во делот на не знам, Кичевско или Кумановско, значи постојат веќе информации пренесувани од некои портали, особено на албански јазик, дека тие се забележувани и во населените средини. Што значи дека состојбата е многу сериозна, особено што, ајде да ги поставиме прашањето на функционалноста на институциите. Кој е тој што не видел ништо, како тие стигнале до таму и така натаму. Значи, комплетно тогаш доаѓаме до делот на нефункционалност на безбедносните структури. А за тоа повторно делот е политичка одговорност. И да не заборавиме еден случај кој што политичка одговорност на власта секако. И да не заборавиме нешто што бегло беше проследено во одреден дел од јавноста, тоа се случувањето, ако сакате, во исламската верска заедница. Значи, како граѓанин на Република Македонија, како одговорен политичар, морам да изразам загрижено за случување во оваа институција, затоа што како граѓанин и како одговорен дел од општеството, јас не сакам да гледам такви и се надам дека тие состојби брзо ќе се надминат и во исламската верска заедница. Но да се запрашаме како сето тоа одеднаш се случи, како доаѓаме до такви брзи изблици и кулминации на кризи. Повторно се враќам назад, паралелизмот внатре во институциите, значи паралелни партиски хиерархии во институции на државата не доведоа до овде. И од тие причини сметам дека овакво едно сценарио најмногу може да им одговара на оние кои што сакаат политичката криза да ја трансформираат во меѓуетничка, значи од поголем обем, тој одговара најмногу на власта, за да може да се заскриваат траги и за да може таа криза да се наметнат како фактори на менаџирање на криза, наместо на одговорни кои треба да заминат од позициите за кризата да престане. Да. Добро, во студиото ни се придржи претседателката на Демократската обнова на Македонија, Лиljana Пуповска. Добре дојдовте. Добре најдов. Еве додиме со вас директно со она што е најактуелно. Вие деновиве вашата партија донесе одлука за напуштање на владината коалиција. Денес одржавте една пресконференција на која кажавте дека вашите членови трпат силни притисоци од страна на владеачката партија. Еве да ве прашам прво директно, зошто се решивте во овие моменти сега да ја напуштите владината коалиција? Затоа што сметаме дека беше нужно да се направи некој чекор со кој што ќе се иницираат некои други чекори од други политички субјекти. Имено политичката криза стана толку длабока, толку силна и диалогот на кој што многу се надевавме и на кој што му дадовме шанса, практично гледаме дека не вродува со плод. Се излеа револтот на граѓаните по улиците, од друга страна колегите од владината коалиција не реагираат на тоа според нас на соодветен начин. Сметаат дека нема реални проблеми, туку дека се тие проблеми резултат на некоја конструкција, на некоја манипулација. Меѓутоа, треба да се види реално состојбата и илјадници луѓе кои што се собираат преку социјални мрежи на
на било кој повик кој што е реален, на било која повреда, прекршување на некое човеково право, на некој инцидент, на носење на некоја одлука или закон со кој не се согласуваат, сета таа спремност на граѓаните веднаш да реагираат и да се борат за она што го сметаат за свое право, покажува дека ние имаме сериозна состојба која мора сериозно да се третира. Тоа се граѓани од различна политичка провениенција. Не е точно дека се работи за само една групација приклонети кон опозицијата. Таму имате луѓе од сите политички партии и надвор од било која партија. И сметаме дека за замижувањето пред тие реални состојби едноставно не води кон разрешување на политичката криза. Не може да се каже според нас нема политичка криза, таа е конструкција на некоја невладина организација и на некои опозициони партии. Политичката криза имено е она што се случува на теренот и ти како владеачка партија, независно дали си добил избори дали си добил легитимитет на избори, ти во моментот мораш да ја менаџираш таа политичка криза. Затоа сметаме дека фали, отсуствува просто вистинско политичко менаџирање. Затоа сакаме како дом, како до вчерашен дел од коалицијата, сакавме да укажеме дека мора да се превземе некој чекор. Ние го направивме овој чекор за да иницираме серија други потези кои што би довеле до предвремени парламентарни избори, преку кои што ќе се канализира револтот на граѓаните. Инаку, очигледно дека ќе биде нужна и преодна влада, независно дали ни се допаѓа тоа или не, нема друг начин за да се подготват избори на начин по што резултатите ќе бидат прифатливи за сите учесници. Да, добро, само уште едно кратко подпрашање. Денеска се пожаливте на силни притисоци од страна на владачката партија, но дел од медиумите пренесува една спротивна информација. Вела дека илјадници членови на дом преминуваат во ВМРО ДПМН. Видете, многу сме разочарани што колегите од ВМРО ДПМН до вчерашните наши коалициони партнери одбрале ваква стратегија, ваква груба стратегија за третман на еден довчерашен партнер, на едни луѓе кои што се легитимно присутни на политичката сцена, значи членови на дом, за да се одмаздуваат затоа што веќе не сакаме да бидеме во коалиција. Кој е гревот на дом? Што не сака веќе да биде во коалиција, па имаме реални причини зашто сметаме дека коалицијата не одговара соодветно на сериозните случувања на теренот и затоа сакаме да потегнеме една серија политички потези кои ќе доведат до разрешница. Разочарани сме, велам, затоа што знаете, овие месеци морам да кажам дека е многу тешко сварлива сета таа голема трансформација на некои наши колеги со кои што со години сме соработувале. Затоа што гледаме дека има една чудесна трансформација, еден лик за јавноста, друг лик малку погруб во комуникацијата со партнерите, трет лик слушнавме преку лентите сега последниве 2,5 месеца, а за жал четврт лик доживеавме денеска и вчера на нашата кожа. Притисоците се нечовечки, уцени за вработувања во државен сектор, во приватен сектор, уцени за бизнис, за функционирање. Немавме искуство лично, морам да кажам, досега за севова го слушавме од други за други, меѓутоа ни се немаше случувано и тоа се случи еден ден пред Централниот одбор и еден ден по Централниот одбор и навистина е неубаво, е грдо. Од друга страна, она што се кажува, нели, по медиумите одредени, е потполно неточно. Она што го видовме на пресконференција, тоа се тројца директори
кои што очигледно не сакаат да ги напуштат своите функции и при собрани луѓе од други политички партии, така што таму не ги видовме ниту наши членови, ниту наши организации. Дом ќе си продолжува, некој одлив ќе има сигурно, тоа е нормално, секој оној кој што дошол од некои причини за да искористи нешто, да има некоја полза, ќе остане разочаран, ќе си се префрли веројатно на другата страна каде што мисли дека ќе го добие тоа, меѓутоа тоа е право на избор. Но, знаете, битисување во опозиција е извонредна можност за да се прочисти една партија и на идеолошки и на човечки план и да се види кој навистина се бори за оние идеали кои што се прокламирани од една партија. Инаку патем кажано, јас во мојата политичка кариера точно половина од неа сум била во опозиција и половина во опозиција. Така што знам дека може добро да се работи за земјата и од една и од друга позиција. Во однос на вашето функционирање во парламентот, сега постои една интересна ситуација. Значи, со вашето напуштање на владината коалиција, ВМРО ДПМН во парламентот има 61 пратеник на своја страна. Господин Величковски, господин Рушити, сте били министер, долго време сте били во собранието, ги знаете овие политички калкулации. Може ли ова нешто да смени сега во односот на силите и во однос на идните преговори, бидејќи сега може слободно да се каже дека владата на ВМРО ДПМН зависи директно од останатите политички сили, многу повеќе од ДУИ, па може би од ДП? Пак фокусот е кај двете албански условно речени политички партии. Има таму уште неколку пратеници по еден, да речеме партијата на Павле Трајанов, имаме партијата на Стефчев Кимовски, но господја Поповска се работи за еден прилично клучен пратеник. За нивниот чекор, мислам дека имаше наум дека со тоа ќе почне некој тренд на разместување, односно на и други партии и други пратеници ќе го следат чекорот на дом. Не само тоа, простете колега, повеќе мислев на тоа дека најголемата политичка партија ВМРО ДПМН ќе размисли дека е дојдено време за некои потези конкретни кои што ќе значат договор со опозицијата. На тоа мислев повеќе. Мислам дека досниме на многу планови во таа насока, значи не се работи више за морален повик, значи ниту на ВМРО ДПМН, ниту на ДУИ. ДУИ имаше можност таков чекор да презема од првата пресконференција на господинот Заев, ако не од првата, барем од третата или петата, кај што нивните гласачи се нарекуваат диво племе, индијанци и така натаму, барем морално требаше, или барем да има став по таквите поградни зборови. Не слушавме ништо, значи од страна на ДУИ не слушавме ништо, од страна на другата политичка партија, исто на албанците, која има пратеници, има едно затварање, значи мислам дека генерално они мислат дека ќе продолжи овој тренд, значи ќе продолжи, Заев ќе објавува неколку бомби, луѓето ќе протестират и ќе доаѓа еден момент кај што сите ќе треба да седнат на маса. Јас мислам лично дека проблемот е толку сериозен што веќе овие политички партии кои се дел од парламентот не можат да седат више на некоја маса и да ги решаваат проблемите, поради тоа што не се више авторитетни или немат ни легалност ни морален кредибилитет да разговарат и да се договарат по некои прашања. Да речеме за начинот како би излегувале од оваа криза. И јас мислам лично дека председателот на партијата која е на власт и целото председателство немаат више морално право да се повикуваат на да речеме на демократски начела за да они бидат партнер во договарање понатамошно. Истото го мислам и за партиите кои се повикуваат на гласачите албанци. Значи, велам се повикуваат, поради тоа што мислам дека и тука имаме еден момент, значи имаме еден
јас помеѓу барањата, односно чувствата, да речем, на албанците, политичките чувства на албанците кон нивните политички партии и тоа што политичките партии во реалноста го сработуваат, односно не го сработуваат. Значи, доведени сме до една ситуација кај што единствениот излез, јас лично сметам дека го гледам во арбитража на меѓународниот фактор. И таа арбитража секако би била во правниот систем прво. Значи, сите овие докази, по мене докази од бомбите, треба да имаат правна развршница. Јас лично мислам дека со предвремени избори во Македонија не постигнуваме ништо. Без една преодна влада, со меѓународно посредништво. Сега, луѓето се чувствителни, па викаат дека зошто ние секогаш во Македонија секогаш некој од надвор да се меша во нашите политички проблеми. Но мислам дека сме во тој круг, зачаран круг, од кај што не можеме со овие политички субјекти, постоечки, зборувам за поголемите политички субјекти, не можеме друг чекор да правиме. Да. Овде имаме... Да, благодарам. Сакам да само едно, во однос на истото прашање, само една додатна теза. Значи, од Европа константно веќе стигаат од меѓународната заедница, поточно две пораки. Едната е дека мора да има одговорност за ова што го слушаме, веќе директно повикуваат на оставки на оние кои се инволвирани. И второ, дека решавањето на кризата мора да биде во институциите и значи, константно се спомнува собранието. Во една од анализите која се појави деновиве во однос на напуштањето на владината коалиција на Дом, се вели дека тоа само ја засилува таа теза дека решението мора да биде во собранието во однос на прераспределовата на силите. Во интервју за Фокус пред 2 недели, 3 недели се извинувам, јас кажав дека, и тоа беше насловот, дека оваа криза ќе заврши со решение во собранието. Но фазите на нејзиното креирање се битни за сознавање на фазите на нејзиното разрешување. И сега ќе извините, ама во овој момент собранието го гледам технички. Едноставно, значи од моментот од завршувањето на изборите и од непризнавањето на изборните резултати, таа има техничка функција во смисла на следното. Ние имаме влада без легитимитет. Таа има формален легалитет и сите што гласале за нејзи го дале формалниот легалитет. И во тие околности мора да разбереме дека кризата беше видлива многу рано и многу пред самите избори 2014 година. За Либералната партија неможноста за соработување со ВМРО-ДПМН беше видливо уште во 2008. Сите лица на Груевски ние ги видовме уште тогаш. И тие што денеска се жалат дека имало вакви или такви притисоци, тогаш беа на страните на тие кои што ги правеа притисоците и прибираа луѓе кои што сакаат да задржат функции. Денеска мора да ги заборавиме сите работи на страна и да се посветиме на два аспекти. Како институциите да се вратат до степен на легалитет и легитимитет. Што значи собранието во следната фаза, кога кризата низ политички договор ќе биде решен, а политичкиот договор би значил концентрациона влада, односно преодна влада, како што денеска се користи терминот. Во таа смисла, таа концентрациона влада ние ја заговараме како Либерална партија во платформа од октомври 2014 година. Не дека сме биле толку визионери, туку по линиите на исцртување на судирот, по линиите на паралелните системи воспоставени во институциите, што ги доведува институциите до нефункционалност и до партиска окупација, стана јасно на што ќе се движиме. Вие забележувате протест, контрапротест. Протести на луѓе што сакаат да демонстрираат против полициска бруталност, против едно, против друго. Уфрлање на провокатори, кои случајно ќе ви се појават во даден момент, ја прават гужвата, и после ќотекот го јадат другите во споредните улички кои што не правеле никаков проблем. И вие имате денеска протест на ЈСП. Ве молам, па ја следно ја мислам дека македонски железници треба да идат да протестираат пред седиштето на СДСМ, например.
Значи, тие се работи кои што веќе се видливи за сите. Владата на Груевски и самиот Груевски е демаскиран. И јасните пораки кои што беа упатени во две основни интервјуа и моментот, тој во една претходна анализа го имам споменато на друго место. Ние имаме интернационализација на нашата криза од моментот кога е упатена вербалната нота на евроамбасадорот кон МНР во врска со прислушкувањето и барањето став за содржината од страна на владата. Бидејќи е примената поставено прашањето на прекршување на Виенската конвенција за дипломатски представништва. Сега, од тој момент ние имаме нова состојба во која секој што не сакал да ја види кризата или што сега во моментот не сака да ја види кризата, ќе се прави дека таа не постои и дека ово или оно е инспиратор и слично. Не. Генератор на кризата е ВМРО ДПМН Никола Груевски. При тоа, основното решение за минувањето на премиерот од функцијата, бидејќи, како што кажа, мислам, беше и американскиот амбасадор, за гарантирање на непристрасноста на процесот, а не за приодицирање, како што тој рече, на вина. Но заради гарантирање на непристрасноста на институциите, потребно е тој, значи ова не се негови зборови, се мои зборови. Потребно е тој, како означен во сите разговори, бомби што ги слушнавме и слично, да биде на страна од полугите на моќта, затоа што истото се однесува секако и на сите кои што се подолу во таа хиерархија, министер за внатрешни и слично. И странично секако. Значи, да изјавиме, кој ќе слушнете содржината на бомбите, вие сваќате дека луѓе кои што имаат проблем со морал, и кои што може да се радуваат на нечија смрт во сообраќајка или да, не знам, таму, или за загинување на Нешковски, да кажа, тој е бил наркоман. Добро, сега, значи, вие можете луѓето однапред да ги етикетирате и после да викате, па добро, некој згазил мачка на улица. Не е тоа така. Се работи за човечки животи. И тоа е она кое што допира директно до луѓето, можеби не им се допаѓа дали се конкретни директни бомбите и слично, но сваќа дека ние имаме денеска власт во која што моралните скрупули се оставени дома кога идат на работа, ако воопшто ги имаат дома. И од тие причини, кризата, повторно кажувам, ќе бара политичко решение, таа мора да се движи кон развој, сите овие настани, сите овие параметри кои што се случуваат, целокупното будење и излегување на улица, сите овие вежби кои што беа правени, од тука ќе ги сочекаме демонстрантите, вамо ќе ги натепаме во таа улица и слично. Значи, сето тоа се некоја форма на заплашување, истото ќе се случува со сите кои што ќе се обидат да се оттргнат од ВМРО ДПМН, односно не од ВМРО ДПМН само како партија, значи да ја тргнеме партијата на страна. Туку да го земеме раководството на ВМРО ДПМН, конкретно премиерот, председателот на таа партија и конечно во делот на анализата. Да се вратиме на нешто суштинско. Доколку Груевски беше подготвен и размислуваше за било каква форма на договор во изминатите 2-3 недели, тој немаше да го одржи Конгресот и да доведе состојбата до тука да ги понуди оние смешни 5 точки во кои што ние треба да разговараме за поттик на претприемачкиот дух во Македонија. Во земја во која вие ќе субвенционирате вакви или такви инвеститори, во која може да ги применувате полугите на моќта за да презимате бизниси, сето тоа зацкриено зад форма на државни институции, бидејќи вие знаете дека денеска може да ви дојдат инспекции, ќе ви најдат, не знам, ова, она, вашиот бизнис е завршен, а тоа може да биде заради политичка пристрасност. Во таа смисла, значи дека сега е потребна и неопходна влада, преодна концентрација на крстите како сакате, која практично, чиј мандат јас во моментов како време не можам да го дефинирам, но знаеме што може да се дефинира како точки кои што се неопходни да се постигнат врз основа на политички консензус, и тука ќе биде улогата на партиите, што повторно ќе го врати процесот во собранието, каде влада паѓа и влада се бира. Да, и извинете, уште една работа, можеби така ќе се факторизира и председателот на државата, кој веројатно во таква ситуација ќе мора да го исполни уставот, па да дава мандат и слично, бидејќи човекот во овој период, освен да го видиме на парада во Москва, за друго не сме слушали. Да, председател на државата некако го забораваме и овој дебатни емисии веќе не ни поставуваме прашање за него, толку го нема. Ќе направиме една кратка пауза за реклами и се враќаме во студиото. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот.
Ново, високо квалитетно млеко со многу витамини. За заштита на здравието на моите сакани. Ново алпско млеко за мултиздрав ден. Red is for energy. Red is for lust. Red is for passion. Red is for seduction. Red is for you. Straight red code. Live life your way. Find your moment with the Alliance Watch Collection from Calvin Klein. Штеди секој викенд само во Тинекс од 8 до 10 мај. Томати 85 денари, компир 29 денари, шунка пик врбовец 329 денари, сет грашок и боранија јупик 79 денари, паштета Гавриловиќ 2+1 подарок 65 денари, сет перец и још 54 денари, наполитанки Фемили 2+1 подарок 109 денари, кафе Интенсо 175 денари, пиво Грумбрау 95 денари, вкупна заштеда 304 денари. Тинекс, секој ден со вас. Македонска куќа. Соланец ресторани во Скопје, Прилеп, Охрид. Препознатлив македонски бренд по домашни специјалитети. Македонска куќа. Започнете ја вашата нова приказна. Создавајте со љубов, радувајте се на сите мали и големи нешта и создадете спомени за паметење. Верувајте во вашите идеи, затоа што со Шпаркасе идеите се претвораат во најубави приказни. Стампен кредит на Шпаркасе банка со фиксна каматна стапка за првите 8 години, без трошоци за одобрување и проценка на имот. Шпаркасе банка. Банка на вашето семејство. Фантастична викенд акција во АМЦ. Од четврток 7 мај до сабота 9 мај купете телевизор, лаптоп, телефон или таблет со неверојатни 10, 20 или 30% попуст. Побрзајте, количините се ограничени. АМЦ, секогаш најдобри цени. Ова е за сите скриени храмови на задоволства, до најдлабоките андерграунд места каде се чуваат тајните рецепти, уметничките галерии или сведувачи на сцена. Не е важно каде и да се криете. I'll find you anyway. Новиот CLA Shooting Break, ловец на урбани задоволства. Or is this the high? Just let it go, enjoy the ride. Without the law, there ain't a high. Ba-ba-ba-ba-ba. Да, се враќаме во студиото, одиме со она што се случува во моментот, тоа се протестите кои траат и кои се шират низ цела Македонија, денес се најавени веќе во 9 града и се тоа наспроти големиот митинг кој е закажан од опозицијата на 17 мај. Но оние информации кои ги слушаме се повеќе во овие денови е тоа дека се можни и контрапротести. Нема таква официјална најава,
Премиерот Груевски во интервју кажа дека тој слуша за такви информации од штабовите на владачката партија, но дека ќе постапат мудро. Но како и да е, денес пред седиштето на СДСМ дојдоа шофери на јавното сообраќајно предпријатие да протестираат. Значи, во работно време дојдоа со автобуси, блокираа седиште на политичка партија, дојдоа дел од новинарите кои донесоа камења, шипки пред СДСМ, па многу тоа го интерпретираат веќе како почеток, увертира во тие можни контрапротести. Но она што е интересно, што се случува е на почетокот на емисијата зборувавме и за појава на тие вооружени групи денеска во Кичевско и во Кумановско. Постои една теза која денес ја прочитав од некои аналитичари кои велат дека доколку состојбата ескалира, доколку се појават вооружени групи, доколку се појават контрапротести, доколку се појават се повеќе насилни вести, дека е можно да дојдеме и до вонредна состојба и со тоа некако да се спречи излегувањето на улица, да се спречи да се амортизираат и сите тие протести. Мислите ли дека е можно и ваква сценарија? Да, очигледно дека е можно и токму најмногу од тоа и се плашевме во дом и тоа беше една од причините зашто сметавме дека мора да повлечеме одреден потек со кој ќе ја смениме моменталната навидум политичка рамнотежа и спокојство, дека и една состојба на неправење вистински потези. Се плашиме од граѓански судир, кој што овој пат не е по етничка основа. Гледаме дека има граѓани незадоволни од сите етникуми и тоа е добриот елемент во овој период, во сета оваа лоша ситуација. Добро е тоа што граѓани буквално од секаква провениенција и од секоја религија и секоја етничка група се незадоволни по различни основи и заеднички протестираат рака под рака и тоа е доброто, но никако не е добро да се судрат од една страна една група, од друга страна друга група и практично тоа ќе дојдат како живи штитови на некои штабови. Тоа е меѓуграѓански судир, тоа може да дојде до една граѓанска војна. И мислам дека е страшно запалива ситуацијата и токму затоа Дом предлагаше уште пред 2 месеца, кога почна кризава да се продлабочува, предлагавме, веднаш кога ги слушнавме првите бомби, знаете дека уште на почетокот реагиравме на нивната содржина и кажавме дека апсолутно не може да се запостави содржината, всушност таа е апсолутно најбитна од се. После може да се расправа од каде се дојдени и како се дојдени, тоа е второстепено прашање во споредба со содржината. И јасно кажавме дека е неприфатливо на што се слуша, тоа се слуша кршење на правната држава, човековите права и слободи. И затоа предложивме една разрешница која што ќе биде паралелно и судска и политичка. Дека треба да се водат паралелно два процеса. Судскиот процес би требало да го води јавно обвинителство, но би требало тоа да биде, тоа би требало токму така, тоа би требало да биде кредибилно. И затоа рековме дека целиот... Колеги, јас ве слушав. Така што, значи, сметам дека би требало, и тоа го кажавме, да започне со оставка на јавниот обвинител, потоа враќање на опозицијата во парламентот за да изгласа нов јавен обвинител, таква е процедурата со консензус, и потоа паралелно да се формира анкетна комисија во собранието која што ќе биде контролор на судскиот процес и во еден период да се следат серија потези однапред точно договорени со одредена динамика, каде што ќе се направи ревизија на изборните листи. Очигледно слушаме што се имало и немало на тие листи. Можеби некои работи претходно се спомнуваа, меѓутоа сега слушнавме и сега не може да се правиме дека не сме чули. Ова што го кажавте вие како предлог дојде и како контура, како неофицијален брифинг од Европската унија, го пренесува доста медиуми, токму истиот план. Интересно е дека на почетокот пред 2,5 месеци
месеци кога излезе Дом со овој предлог, некако не им се допадна ни на колегите од позицијата, ни на опозицијата. На едните едниот дел, на другите другиот дел. Меѓутоа, јас мислам дека ваков еден комбиниран процес е разумен пристап во менаџирање на една политичка криза. Да. Не може да биде така, од едноставна причина што за избор на обвинител консензус мнозинство ова собрание имаше и еве со вашиот предлог и натаму може да го има без оглед на тоа кој е на власт, кој е во опозиција. Проблемот е во следното. Ние денеска немаме, како што реков, кредибилни легитимни институции, но во вториот дел ја не можете да сметате на избор на квалитетен, партиски непристрасен обвинител во услови, а и да го имате како таков и да биде избран, значи вие го имате целокупниот останат државен апарат, судски систем, судски совет и така натаму, партиски поклопен. Значи тоа без политичка разрешница не може да биде надминато и не со една, со 5 етапи ако сакате, паралелен процес во моментот на правна и политичка разрешница е невозможен. Првата е политичката разрешница, бидејќи политичката е контрола, онаа која што е воспоставена врз институциите. Јас разбирам дека тешко се менуваат перспективите или погледите, или диоптријата, ако сакате, во вака краток период. Но мора да сватиме дека ова е окупација на институции под партиски притисок вршена во долг период. И од тие причини, кога го споменав предходно тоа декомпонирање на паралелниот систем, односно на партиското влијание, пред да не се придружите во студиото, тоа беше едно од поентите. Ако вие во даденава ситуација имате паралелни системи кои што се под партиска контрола, тие никогаш нема да овозможат да институциите станат дел од решението, а ослободувањето на институциите од партиското влијание е всушност основата, бидејќи тие се запоседнати по вертикала и хоризонтала. И токму во тој дел, незаџаве ние велиме дека по решавањето на состојбата неопходно е заминувањето на засегнатите државни функционери. При тоа, не се занимаваме да речеме со реформи, не знам, во ВМРО ДПМН и слично. Не, тоа си е прашање на членовите на ВМРО ДПМН. Тие се членови кои што си се таму. Тоа значи дека во даденава ситуација мора да се понудат две основни решенија. Едно е за ослободување низ законска форма, за ослободување или правење ништовни, било какви обврски преземени кон така наречени инвеститори на кампања, на оние кои што подпишале меници, изјави, обврзници, како сакате, во владеачката структура, бидејќи за такво нешто беше зборувано во парламентот. И втора работа, да биде јасно кажано дека оние кои што согласно впрочем новиот закон нели за кривична постапка, во кои што оние кои што ќе бидат, ако сакаме, заштитени сведоци во откривањето на криминалите, ќе можат да ја исполнат својата граѓанска, цивилна, патриотска, ако сакате, должност, парите на граѓаните да се вратат назад, бидејќи овдека многу добар дел од прашањата се парите. Да, добро. Ама јас ако имаме само нешто да додам. Имам уште ефективни 4 минути. За тоа мислам дека ова може да се решава само со преодна влада која би имала на некој начин и волја и мандат да формира специјален суд како што се формира во Косово. Кој суд би се занимавал одредено само со прашањето на криминалот кој е дел од прислушкувањата. Инаку сме во состојба дали е јајцето или кокошката. Значи пак одиме помош од меѓународната заедница. И обвинителот не е главната фаца заради која настанала кризата. Напротив, тој е дел од таа криза. Господине Величковски, ако може само кратка реплика. Значи, вие кажавте што се треба да се направи во следните 2 до 3 години. И тоа е процес и се согласувам, тие се некои познати општи принципи. Она што ние го предлагаме како дом, тоа е почетокот на разрешувањето на кризата и го лоциравме кај обвинителот како прв елемент, тоа е клучната фигура која што е чуварот на криминалот или на правдата. И затоа треба од таму да се започне, значи како една иницијална каписла, за да почне едната страна да го жртвува обвинителот, другата страна своето не завлесво во парламентот, за да може политички потоа кризата да се решава. Така што значи, не сме многу различни. Нека причека со оставката, ма прво зврлес. Да, добро, ве молам само да вака
Само, господин Рушител, сакам едно важно прашање да го прашам, кое многу често се поставува во јавноста, немаме веќе време. Зошто албанците не излегуваат на протести? Па добро, по овие прашања што ги слушавме, што ги засегат албанците Сопот и тоа што барем се слуша дека ќе биде Смилковско езеро, албанците протестирале 1000 пати. Мислам дека се малце скептични во објавувањето на бомбите и барем последниве денови очекуваат да се објавуваат и за албанските министри, односно и албанските политичари, бидејќи 7 години на власт заедно со ВМРО ДПМН и само за челниците на ВМРО ДПМН да има прислушкување, мислам дека тоа не проаѓа. И албанците се приклучуваат, имат надеж дека господинот Заев ќе ја објави целосната вистина и ќе видиме што ќе бидат чекорите на господинот Заев. Ако не објавува, мислам дека ќе ја губи таа поддршка што ја има. А во моментов е единствениот политичар македонец што има огромна поддршка од албанците. Да. Добро, господе Поповска, за крај. Вие, вашата партија, велите дека во моментов е најзагрозена, сакавте нешто да кажете за вашето членство, кое велите дека е посилен притисок? Посилен притисок и ние имаме веќе спремни писмени изјави со имиња на уценувачите кои што се високи функционери во ВМРО ДПМН и на владино ниво, и сме спремни да поведеме постапки во даден момент против мобинг, потоа уцени и загрозување на личниот имот. Така што би сакала и да ги охрабрам колегите дека никој не може јавен или државен чиновник, службеник да го избрка од работа. Затоа што уцените одат до најмизерно ниво дека некој ако не премине во друга партија дека ќе биде избркан од работа. Но фала Богу, најголем дел од луѓето си ги знаат своите права, си се тука кај што си се и мислам дека вакви смешни сликања и групировки со во позадина членови на ВМРО кои што се представуваат како членови од ДОМ, мислам дека тоа Добро, нема да помине. вие не потпишавте меница дека не смете да напуштите владината коалиција? Не ви беше понудена воопшто? Беше понудена, не прифатив. Добро дојдовте во клубот. Добро, ви господа и господја, ви благодарам за гостувањето во анализата на 24 вести. Почитувани гледачи, ова беше уште една емисија посветена на актуелната политичка криза. Останете со програмата на 24 вести, следува информативниот блок.